Ова е петиот закон, предлог закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Кредитната банка за обнова и развој КФЕ банката во договор за заем за финансирање на програмата за наводнување на Македонија. Со овој закон, пети денес поред, Република Македонија, колеги пратеници, ја задолжувате за 293 милиони евра. Рокот на отплата на најголемиот дел на овие заеми кои што ги зимате, а посебно на овој, е 15 години. Убаво испланиран период да враќаат други генерации, а вие да се задолжувате за баснословни суми, бидејќи не сакав да ја аптеретувам расправата за заемите за пречистителна станица, по сите пресметки на луѓе кои што разбираат од бројки и работа и пречистителни станици, димензионирајќи ги према бројот на жители, сакам само да ви кажам дека пречистителната станица, која што е планирана и средствата земени од двете банки во висина од 120-30 милиони евра, е предимензионирана. Зошто? За да може некој добро да се офајди од сето тоа што го планира. И тоа го знаат луѓето кои што работат во таа проблематика. И тоа ќе излегува понатаму, затоа што работата на парламентарното мнозинство, на пратениците е само да ги изгласаат овие суми и да изгласаат она што им доаѓа како предлог од владата, предлози по скратена постапка. А можевме сите овие закони, сите овие задолжувања да ги предискутираме со луѓе експерти кои што ќе кажеа колкави се овие суми и дали се реални или дали се предимензионирани и сумите и капацитетот на овие објекти кои што треба да се градат. Сега, зошто го кажав ова за пречистителната? За да се вратам на законот кој што сега во гласа. Од вкупната сума од 293 милиони евра, вие планирате задолжување кај КВ банката со 80 милиони евра средства наменети за финансирање на програмата за наводнување на Република Македонија. Во тоа наводнување планирате во дел од системот Лисиче, дел за наводнување на Пепелишко поле, дел за системот Коњско, системот Валандово со продолжение системот за наводнување на Удово, Јосифово и Пирава. И целата оваа вредност изнесува со се овие 110 милиони евра. Да ве подсетам, колеги пратеници, дека ВМРО ДПМН имаше проект, 10-годишен проект за рехабилитација, реконструкција и проширување на водостопанските објекти со вкупна вредност од 200 милиони евра во период од 10 години или планирани средства во капитални инвестиции по 20 милиони евра годишно. За тие проекти претходниот парламентарен состав од оваа говорница урлаше и во тие проекти, во тие 200 милиони евра, беше офатен најголемиот дел од водостопанските предпријатија, сега АД Водостопанство и нивните подружници, и реконструкција на многу повеќе водостопански објекти, отколку ова што вие го планирате, а ја задолжувате Република Македонија за 80 милиони евра со овој заем или вкупно за 110 милиони евра, кои што пари ќе влезеа во капиталните расходи на Република Македонија. Патем речено, на 4 милиарди евра буџет планирате капитални расходи од 10% или помалку од 400 милиони евра, а денес само во еден ден не задолжувате со 293 милиони евра пари слични скоро колку сите капитални вредности кои што ги имате во проектот. Колеги пратеници, ја мислам дека
или пробувам да мислам дека ќе успеам да ве разубедам да предлагате и да браните и да гласате буџети како овој што е пуштен оваа година. Затоа што срамота е да само 390 милиони евра имаме во буџетот за капитални расходи, а денеска за неколку сати да ја задолжиме Република Македонија, да ги задолжиме нашите деца, да го задолжиме нашето поколение наредните 15 години да враќа проекти во вредност од средства во вредност од 293 милиони евра за неколку проекти. Размислете, ако доаѓа од ВМРО-ДПМН, од ВМРО-ДПМН дојде и рамниот данок кој што го вративте, размислете, како што вие пратениците предлагате еден куп и поголем дел од законите во име на владата, да и кажете на таа влада дека не е добро во буџет од 4 милиарди евра да имате капитални расходи и капитални проекти кои што ја подигаат економијата и бруто домашниот производ во Република Македонија за 390 милиони евра, односно за само 10%, а денеска да ја задолжиме Македонија за 300 милиони евра. И тие пари во наредните 15 години, значи грејс период од 5 години, да ги враќаат граѓаните на Република Македонија. Затоа што тие пари треба да ги враќаме ние, вие, вашите семејства, вашите деца. А економијата со процентот на капитални расходи во вкупниот процент на буџетот на Република Македонија го планираме на само 10%. Со ваква политика и со вакви мерки Република Македонија не да стагнира, туку ќе тргне и назад. Зголемувањето популистички на социјалните трансфери ви е еднократно и ви е со една намера. Средствата кои што ги одобрувате и одзаконувате во минималните плата, која што е мала, морам да признам, место да ги планирате за давање на средства по разни мерки и проекти на малите и средните предпријатија кои што прават 70-80% од економијата во Република Македонија, ви се планирани само за предизборен подкуп, денеска 300 милиони евра задолжување, јавниот долг во Република Македонија се движи кон фантастични 50%, со ваков начин на размислување и действување, мислам дека Република Македонија се движи во погрешна насока. Патот, односно правецот кој што го кажувате за прав, со овие бројки е многу далеку од прав. Ви благодарам.